Никој од нив Драган Поповски од телевизија, ма не работеше новинар. види, он работел дескаџија. Збориме дали бил новинар или функционер, уредник. Значи, беше млад и сега види, веќе тука почињаоштрата подалба. На една страна огромно мнозинство во пари, тие Сорос со 5 милиона, медиумите кои тој ги создаде, кои му се ден денеска дужни, на кои дига телефон и каже што треба да има уредувачка политика, и сите ние создадени од своји пари. Ти у колумната таму и ги двоиш на големиот дел медиуми пишани и електронски подстранска. Така е. Ова и 2-3 медиума, Сител, Канал 5, не знам, Нова Македонија и Фокус. Фокус. Како така? Кои се со своји пари. Со своји пари кои се домашни. Не само домашни пари. И со домашна инфлуенца. Говориме, така е, така е. Види, се друго има платено Сорос оваа држава. Најголемиот злосторник за демократијата во Република Македонија е Владимир Милчин. Човекот кој држи со своите пари барем 2/3 од медиумската сила во Македонија, веќе 15 години, од кои 15, 8 е функционер на СДСМ. Добро, сега, слушалата, ти си новинар, јас сум новинар. Вона, дека е исто така, значи, новинар. Кој е тој порив ти да си 10 години нечи послушник, слуга, роб, Немаш алтернатива. Новинарски роб? Немаш алтернатива. Еве, ти си сега Геро. Пази. Не може да сум Они прават дневник. Немам шпрехфелер. Види, они прават дневник. Искочија 4 новинара, прават дневник. Малце луѓе знаат дека менаџирањето на дневник, неговиот успех се темели пред се на еден Миле Јовановски, извареден новинар и одличен менаџер кој ден денеска е директор таму. На еден Владо Богоев, одличен менаџер, кој не е новинар, кој тој го трчаше. Геро е само еден од четворицата, кој се бавеше со новинарство. Геро никад не бил новинар. Пази, он у дневник му оставя сам да прави седмица. Ти текно е дека тоа пропадна. 3-4 броја искочи тој неделник, киксна. Отиде правеше шпиц, кај велија. Пропадна. Отиде емисија правеше шпиц. И таа пропадна. Пропадна. Сега му дал велија да штампа нешто таму, како се вика го заборам, и тоа не му иде. Не му иде. Не му иде. Значи, он нема ништо. И се они што прават? Сашо Дамовски е четвртиот, добар новинар, за разлика од Геро. Сега, води Нова Македонија, водеше време кај велја. Значи, немаш избор ти. Ти си лешпер, или крлеш, паразит, кој се качил на тој Сорос. Сорос им направил вестник, кој го продадоа дневник на ВАЦ, турија по 400-500 илјади евра. Секој од овие четворици у джеб. Со тие пари се живе до крај на живот. А Геро ни пие, ни јаде, ни се обликува, ни жени брка, ни филмови гледа. Не може. Што му прави на париве на место? И пак е закачен тој Сорос. Пази зошто? Зашто се неугледни. Зашто тој Сорос и тие пари, тие канали им носат влез во америчка амбасада, во европска амбасада. И па добро да во америчка, па мој преку мој па се ама ти не знаеш како свршаваат кога седат таму. Па ти не знаеш што е за нив, тој е за нив празник. Па Гордана Сточич го чуваше детето на Хилбе. Бебиситерка му беше. Уредник наеден, Марка. Главен уредник наеден. И иде и му го чува детето на Хил. Леле, колку сте убави денеска. Леле, денеска како изгледа. Гнида. Тоа е, види, тоа е нивната потреба во животот која од таа страна им се задоволува. И од друга страна, ти имаш новинари. Тоа крајно, за нарачителите еве не успеваат да испорачаат. Како ги убедува дека ќе испорача? Еве како убедува Ѓунер Исмаил дека ќе испорача? Ама Ѓунер Исмаил тука е минорна фигура. Па не знам, ете водеше кампања. претседателска Али пази, да имаш право, Ѓунер Исмаил беше ке Бранко член на Совет за безбедност. Пази, човек кој е глумец, кој играше Бозладжи и Солунски патарди. Тоа му е лимит, и турска драма. Значи тоа му е лимит. И само ке Бранко беше глумец, член на Совет за безбедност. Ѓунер Исмаил е единствен екземплар кој кај Бранково влада, која беше детатот на Киро, беше министер портпарол. Значи, министер со плата, со кола, со сите неше, а портпарол. Бидејќи му било глупо да биде само портпарол. Сашо Јордановски немаше ни школа, па го ставива главен уредник на информативна програма, го прекршија статутот на МРТВ. Тогаш? Не беше директор на МРТВ. Не беше директор, беше некој уредник. На телевизија. Така, на телевизијата. А генерален беше... Требаше има факултет, немаше школа. Го стави онутра. Овој Бозаджиева го стави член Совет за безбедност министерот. Фрчко, асистент, му даде СДСМ да прави устав.
Па нема поголем злочин на својата земја. Нема. Замисли ти дали би дозволил да си болен асистент да те оперира ондека на хирургија. Не хирург, асистент. Не би дозволил. Ни слепо цревот извади, а си му дал устав да ти прави. Тоа е Македонија. Значи, ние сега сме во една чудна состојба, кога општеството мора да се трансформира. Па крајно те прашувам. За нарачителите, без разлика дали е Немаат Сорос избор или нарачителите. Американската амбасада, овие не може да испорачаат продукт. Ама нема друг избор на рачателот. Пази, он нема информација. Јас ти кажам, Види сега, тие во Американската амбасада па толку глупи не се. па кој ќе има Веројатно работа? имаат некакви истражувања. Нема кај служби, дојде. Не знам. Види, Гледаме по филмови ваква види, фреквенција. Ајден и Дневник се изузетно јаки медиуми. Значи, као медиуми они не им вршат работа. Веднаш после Ајден е Сител, веднаш после Дневник е метар разлика, па е вечер. Дневник е убедливо јак. Значи, ако сум јас, уредник у вечер, кажам дека Дневник е лидер во влијанието. Во тиражот не е. Веста има поголем тираж. Значи, он сега ги има овие две као институции и они работат на терен. Со тоа што, Па не сработија ништо се ти. ама нема кој друг да им сработи. Велики промет, мала зарада. Тоа. Вида, ама нема кој друг да им сработи. Он не може да се јави у Сител. Канал 5 е праен заради тоа. Што направи СДС? СДС се обиде, значи кога Велија почна да се джилити, има една разговор на Велија кај Бранко, која со двете страни го знам. Значи доаѓаат избориве, победува Бранко од 2002. И сега што ќе правиме? И Велија му вика, ти си ми дужен 5 милиони долари. Зашто? Ми имаш нанесено штета во минатото. И сега ти треба да ги даеш као премиер. И тука завршува нивната соработка. Они шо прават? Прават пуќ во Ајден, кој зимаат Тацо Кабранов и компанија, и ги селат у Канал 5. Ни у Канал 5 не успеа да направи своја телевизија, тира у Алфа. Он покушава да ги мигрира кадрите, ама тие се. И се види, ти ако си Америчка амбасада, ако си СДСМ, ако си Сорос, го имаш Дневник и го имаш Ајден, кои си сериозни медиуми, и јаки, и се обраќаш на нив. Не испорачале, се надеваш дека ќе испорачат. Тоа сега. Ама немаш друг избор. Ти си инвестирал Нада таму. кривата умре сега, нада. Ти не можеш да го смениш Велија. Ти не можеш да го смениш у Дневник, како сега Срđan Керим или кој да е. Не можеш. Го донесува детево да биде главен уредник таму, пак не иде. Дневник паѓа со тираж. Значи, нивната политичка тежина не иде. Народот почна да размислува европски, а тоа е, што имам ја од оваа власт? Не ме интересира дали е СДСМ, дали е ВМРО. Ја што имам? И почна на прашањето ја што имам, се поише луѓе да наоѓаат причина дека нешто имаат. Земјоделциве, 7 милиона евра, Бучко го заврши мандатот као последен премиер на СДСМ за земјоделие. 80 милиона е сега. Затоа у тројка и четворка, кај што има највише земјоделци, ВМРО ги уби на овие избори на прошлите и на предпрошли. Зашто земјоделецот вика, чекај, од кога се овие дојдени, ја имам пари. Тутунот, пипер, патлиџан, штип, струмица, тој идеме дале. Луѓе завршуваат факултет. Во им даа компјутер. 40% Македонија има пенетрација, како се вика, во интернет. Значи 40% луѓе користат интернет. 42% е Хрватска. Знаеш што е Хрватска? Знам. Успеа, што со бесплатни интернети, што со бесплатни компјутери, полека се доближи. Идеме дале. Обавезно средно образование. Зашо Бранко не го направи тоа? 8% покачени, 10% по 3, 30% покачени пензии. Бранко им украде 2 пензии. И сега седат луѓе, викаат, види, ја не субвенчан и за едните и за другите. И ја не викам гласете за СДМ, гласете за ВМРО. Гласете кај што ќе се најдете себе што имаш ти од тоа. Ти лично што имаш. И се најдува дека се ваму. Еден факт кој ведено и се бега. У сред економска криза Македонија има најголем број на вработени у април 2009 од кога постои 600 и нешто илјади. Денеска Бранко изјави дека има најголем број на вработени. Лаже. Па веројатно, па он Не, лаже веројатно, цела ја ти емисија. кажам, Го лаже. Го слушав внимателно и цела Лаже емисија. затоа што Завод за статистика, кој е под меѓународна контрола, значи не може да фабрика податоци, зашто он дел на институции кои имаат меѓународен надзор. Искочи и кажа, тие 600 и нешто илјади се најголем број навработени откако Македонија е самостојна. Ние имавме за непун 1% намалување на невработеност во април сред криза, кога Америка има по 5-6% месечно зголемување на невработеност. Упорно одеше и Фрчко, го слушав Фрфљо, Јефтов сега со таа теза и како се вика и Бранко пред се, дека Тезата мора да има бројки дека е по-лошо, дека ја еве можеме